Dr. Izo Najdovski-Perem to say a few words. Teško mi je, počituvani prisutni. Bratje i sestri, Makedonki i Makedonci. Dobro večer. Znam дека вашата душа е полна со македонизам. Знам и затоа сте и вие тука. На никаков договор, на никакви зборувања, убедувања. Вашиот патриотизам е на дело, македонизмот е на дело. За овој филм да биде успешен овде во Мелбурн и понатаму во Австралија, благодарноста јас од името на управата и од името на сите македонци ја испраќам до вас. Еден аплауз за вас, молам. Сакам да се заблагодарам и на управата кој го организиравме овој филм, престижен филм, кој ете така се случи кога јас бев во Република Македонија и учествував во тоа наше востание на 30 септември, кога победивме со референдумот, кога им кажавме не на оние предавници, на оној гној од човек, на оној одрод македонски и тие други одродници и разбойници, Зоран Заев и таа банда, ние победивме. Македонскиот народ победе. Но тие го прекршија Уставот на Република Македонија, меѓутоа нема да го скршат духот, патриотизмот и чувството и борбата на македонскиот народ за сопственото име, за сопствената историска држава, и ние нема да застанеме тука, бидејќи знам дека сите сте запознати и затоа од ова место во сите вас ве повикувам, особено сите организации во Република, односно овде во нашата заедница, во најскорен можен рок да се собериме на едно вакво народно собрание и да испратиме една резолуција до предавникот, одродникот, никаквецот и не знам какви други зборови да го опишам, нема таква описна придавка, тој никаков Зоран Заев, кој за неполна година успеа да го административно да ни го сруши името на Македонија. Сакам да се заблагодарам на режисерот Јани Бојаджи, кој е присутен овде само на даден збор, како и вие сите што знаете порано, ние живеевме со ветување и чесен збор, македонски чесен збор. И многумина од вас, односно повеќето од вас сте дојдени овде во Австралија и на тој начин. Дојди, јас си ти ја платам картата, после ќе ти ги вратам парите. Кога беше најтешко во Македонија, филмот Ругање на Христос беше забранет. Не можев да го гледам таа вечер, бидејќи имав обврски, зборував, сметам, во неговата родна Струмица, на таа демонстрација, каде што ја организиравме за референдумот да биде како што е. Меѓутоа, гласот кога стигна дека филмот е забранет, кај мене немирот во стомакот и во мојата душа почна да врие и реков самиот себе, верувајќи, дека знам и вие размислувате исто како мене, реков овој филм мора да дојде во Австралија. Се јавив кај Јани, кај господинот Јани Бојаджи, отидовме на едно кафе, поразговаравме
неколку минути или не знам половина час, кога требаше да се плати кафето, јас сакав да го платам кафето, тој ми рече не, дека нема смисла, јас ќе го платам ова кафе. Јас му реков, добро, во ред, сега части ме ти, а јас ќе те частам следниот пат во Мелбурн. Така стана тоа и сакам еден аплауз за режисерот Стане Бојаки. Кој на честни македонски збор, на честниот македонски збор, на честната македонска култура, традиции, обичаи, нашето наследство, на кое ние меѓу себе си веруваме, е тука благодарение на тој честен збор. Јас нема да должам многу. Верувам во вас, почитувани мои македонки и македонци. Верувам дека нема да не скршат оние 81 разбойник, оние предавници на македонскиот народ, на македонската историја, на македонското име, на македонската традиција, идентитет, јазик, нема да не разделат од македонците од Егејска Македонија и нема да не разделат од нас. Македонскиот народ секогаш победувал и сега ќе победиме. Тој смрден и никаков. Му им порачувам одовде, и ако сакате од сите вас, бидејќи дишиме сите на македонски и еднакво дишиме. И исто си е сакава Македонија, дека тој гној скапан од телото на македонската душа, од телото на македонската држава, на македонскиот народ, ќе го исчистиме и ќе го пуштиме по реката Вардар, ќе замени таму некаде во Беломорска Македонија и во Егејското море, во Беломорското море, и ќе скапи некаде таму на дното. И ќе го гониме не само жив, ќе го гониме и во гробовите, и нивните наследства. Мир нема да му дадеме. Нема да живеат во Македонија. Нема да вечераат, нема да поручаат, нема да спијат. Ќе се повампирам, што велеше Аристотел, и ќе му тропам ноќе во 12 сатот и ќе ги плашам секоја вечер. И благодарам.